познатата кинеска мудра изрека патот од 1000 км започнал со еден мал чекор. Патот до успешен бизнис започнал со еден мал сон, визија за себе и така натаму. Современите менеджерски изданија и сознанија не учат на тоа, а и животот го потврдува. Потреба е на вистина, сон, визија, потребно нешто на вистина што го сакаме, на што ќе се посветиме. Тој е рецептот и понатака нема проблеми. Мито исто така визијата треба да биде прецизна. Прецизно, оноко колку што се може, да знаеме што сакаме и кон што да ги насочиме нашите сили. Имам визија, го направив првиот чекор, ја доближувам македонската култура до сите луѓе кои го ценат нашето творештво. Визијата е таа, првиот чекор го направив, визијата е конкретизирана. Мојата идеја овде беше да кажам да, не ни требаат многу пари за да почнете со нов бизнис, можете да почнете од ништо. И ако се обидувате постојано и ги буткате работите напред, ќе станете поуспешни, бидејќи станав глобален иноватор, бев поканет во Бразил пред 2 недели на една меѓународна конференција за иновација и предприемништво. И тоа беше огромен напор за мене, искуство за мене, огромно искуство за мене, бидејќи минатата година бевме ништо, а оваа година веќе сме глобални иноватори. И со тоа не промовираат на секаде, не покануваат на различни конференции. Пред да знаете, седите во Бразил со 1000 луѓе од различни делови на светот, кои што се иноватори и тогаш си велите, вау, успеавме, сосема ново искуство во Бразил. Sjećam se to, vidio sam jednu reklamu kao da se u Tuzli otvara biznis inkubator i kao pozivamo ljude da apliciraju. Međutim, tu nastaje prvi problem, jel? Biznis inkubator. Šta je to? Ajde, biznis kao biznis poznat termin, jel? Ali inkubator u kontekstu biznisa je totalno nepoznato. Konkretno pričajući kako je to u Tuzli. Evo, Beat Centar, biznis inkubator koji već postoji preko 3 godine u Tuzli, ni dan danas još dosta ljudi iz Tuzle ne znaju u stvari šta je to. Oni misle da mi tamo pravimo neke svemirske brodove i tako nešto. Igrom slučaja ja sam znao šta je biznis inkubator jer sam stažirao u Italiji 2 godine i Italijani su bili zainteresovani za otvaranje nekih biznis inkubatora u Tuzli, tako da sam odmah znao o čemu se radi, odmah sam aplicirao i taj proces kada sam ja aplicirao do ulaza u inkubacioni centar je trajao nekih mjesec, 2 i to je onako bila jedna prosta procedura gdje sam aplicirao, pozvali su me na intervju i odgovorili su mi dakle da mogu ući u biznis inkubator i krenuti sa implementacijom svoje ideje. Ja sam inače bio treći stanar biznis inkubatora. Da li to može što ljudi nisu znali šta to znači, nećemo sad ulaziti u to. Кога го завршив факултетот за агротехника во Белград, преминав во САД, каде што работев на истражувања околу 1 година. Во тој период, кога тој период заврши, мојот прв договор требаше да го потпишам, требаше да одлучам дали да потпишам нов договор за подолго време со истражувачите или да се преселам во САД. Тоа беше одлука за која што морав да разгледувам позитивни и негативни страни. Имав можност да работам со глобална водачка компанија во висока технологија, со многу возбудливи проекти, каде што многу е големо искушението, каде што може да направите добра кариера. Од другата страна пак, мислев дали може би да се вратам пак во Србија, да се започнам свој бизнес. Го направив второто. Зошто? Имаше 2 причини. Едно е приватна причина и професионална. Навистина сакав да направам нешто за мојата земја. Мојата приказка за разлика од претходникот е сосем различита.
Значи го откажав моето работно место и своето хоби го претвори во бизнис. Ако ви кажам дека работев 25 години во јавна установа, каде што имав и високи раководни функции, се осетив малку претесно за моите визии, моите гледања кон светот, така да го напуштив, да, тачно го напуштив моето работно место и хобито го претвори во бизнис. На почеток едно мало до објаснување, сепак хоби, јас повеќе би рекол една мала импресија и љубов кон нештата и љубов кон она што го запознав. Зашто станува збор, понатака ќе ви да објаснам. А во текот на моето излагање ќе имате прилика да гледате одредени слики на одредени креации, не би сакал производи да ги наречам. Тие ги ставам се со цел да го надополнат моето искажување и мојата замисла, така да што подобро ме сватите. Извинете, господин Димков, да ве прашам, вие сте единствена компанија во Македонија што се занимава со AdWords? Значи, кога ја основавме, значи пред година и пол-две, значи бевме први во Македонија и пошироко. А после тоа, откако ја разгледа иновативната идеја, значи мислам дека почна уште 2-3 компании да го прават тоа, али ипак ние бевме пионери во тоа. Како ви пронаѓате броевите на кои им праќате пораки? Да, значи, кога почнавме имавме многу проблеми со законски регулативи. Значи, контактиравме дирекција за заштита на лични податоци, значи одевме со писмена согласност од секое лице поодделно дека сака да прима пораки, потполнува прашалник каде што кажува јас сум заинтересиран значи имаме писмена согласност од секој. Таа анкета беше одобрена од дирекција за заштита на лични податоци дека е во согласност со сите закони во Македонија и се. И успеавме да направиме некои 10.000 луѓе, имаме значи над 10.000 пристапници подпишани од различни луѓе. Правевме кампањи во смисло одевме по универзитети, по факултети, се подпишуваа студенти дека сакаат, значи имавме активности на плоштад, значи успеавме да ја собереме датабазата и концептот беше тоа што после можевме да филтрираме, значи да не прачиме до сите 10.000 една промотивна порака, туку во зависност од клиентот. Значи ако клиентот сака да прате на сите женски од таа до таа возраст, од тој град, значи одевме до тој степен што ги прашавме и корисниците зашто сакате да читате пораки. Значи му оставивме интереси. Значи туристичка агенција не мора да се рекламира до сите што се од 20 до 25, туку сите што имаат интерес патување. Dakle, nekad u martu 2006. rodila se firma Studio Progress, koja se bavi kreativnim rješenjima u marketingu, grafičkim oblikovanjem i web prezentacijama. Kao što sam na samom početku rekao, neću puno pričati o samom biznisu, dovoljno je reći da ta firma ide nekim zdravim putem, da od 2006. do 2009. sa jednog uposlenika došli smo na 3, da se bruto promet povećao 5 puta gledajući 2009. naspram 2006. I povećali smo svoje djelatnosti. Sam istorijat ovako mlade firme ja bi podijelio u neka 3 vremenska perioda, dakle to su ona prva 3 mjeseca same registracije firme, onda probijanje na tržište i razvijanje same ideje koja je trajala nekih godinu dana, dakle dok nisu uopšte bili primijećeni na tržištu. I treća faza je, to je ova sadašnjost, jel? Opstanak na tržištu i razvijanje posla. Постоеше бизнес инкубатор за техничкиот факултет во Белград и јас станав член на бизнес инкубаторот по 6 месеци од кога започнав бизнес. За бизнес инкубаторот имавме многу поддршка, многу консултат, ни требаше обука за на нашиот тим за продажба, што навистина направивме. Кога го започнавме бизнесот, сакавме да направиме некои работи, самите да направиме нешто, зашто ви требаат пари, ви требаат фондови, но што можете да направите тогаш? Треба да сватите дека имате многу квалитетни луѓе во Србија, многу добри инженери, многу добро образовани и можете да го искористите сето тоа. Потоа, со цел да направите пари, кој што навистина ќе ви возможи да направите собствени производи, треба да ги продадете своите инженерски производи и тоа се вика така што подпишавме договори со 2 компании. Тоа беше едната компанија со која што претходно се работев пред се преминав во Србија и како што реков, си ги продадовме нашите услуги за инженерски услуги и во меѓувреме најдовме со оние фондови кои што ги добивме, ги развивме некои наши производи.
За жал, историјата обилува со примери како самите себе си поставуваме препреки кои не ограничуваат во живењето. Меѓутоа исто така ме радува дека одредени состојби се надминуваат на општо задоволство. Само како еден пример актуелен ќе посочам, каде што деновите измина старата дама Европа славеше јубилеј. Славеше јубилеј за уривање на еден символ на ограничување. Еден ограничувачки фактор кој го раздвои една држава, кој раздвои еден народ. Меѓутоа, за жал, сето е поминато, зборувам за Берлинскиот зид. Токму тоа, почитувани дами и господа, суштината на бизнисот е да се надмина сите ограничувања. Било старосни, било верски, државни и така натаму. Со примената на најновите достигнувања на информативната технологија, односно веб локацијата и онлайн продажбата, ќе надминеме тој ограничен круг на популација, ќе надминеме сите бариери и ќе бидеме достапни секаде и секому. Да, почнавме од нула и ова треба да биде мотивација за другите дека не ви требаат $1,000,000 во џебот за да ако сакате да почнете бизнис. Ако почнете од нула, ако буткате доволно, за мене тоа функционираше. Од нула отидов во Бразил, каде што сите трошоци ми беа платени. Што тоа е идеја што јас сакам да им ја покажам на другите, да ги мотивирам дека не е тешко да се почне компанија, бидејќи идејата е колку напорно ќе работите за да ја овозможите таа да стане функционална, бидејќи потребно ви се многу работи за да ја буткате работата напред. I treća ova faza, dakle, opstanak na tržištu i dalje razvijanje biznisa. Biznis inkubator nam je također dosta pomogao. Najbitnija stvar što se tiče konkretno mene u ovom periodu je to umrežavanje, dakle, sa firmama drugih inkubacionih centara u državi i u regiji. Ovdje bi se malo zadržao jer ja mogu na svom primjeru konkretno da vam ispričam priču kako sam u stvari postao partner jednoj firmi ovdje iz inkubacionog centra u Skoplju. Oni su inače zastupnici za Evropu Touch Beyond interaktivnih reklama. Tražili su partnera u Bosni i Hercegovini i upravo iz tog razloga, pošto su ta dva biznis centra u komunikaciji nekoj tijesno sarađuju u Skoplju i u Tuzli, oni su došli odmah u Beat Centar u Tuzlu i tražili svog potencijalnog partnera. Eto, srećom, ja sam postao taj partner, poslije nekih pregovora, bio sam u Skoplju ovdje prije, oni su dolazili u Tuzlu i konačno u oktobru mjesecu ove godine smo zaključili taj ugovor gdje sam postao ovlašteni zastupnik Touch Beyond interaktivnih reklama za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to jako pozitivna stvar u smislu koliko vam biznis inkubator može pomoći u razvoju svog posla. Компанијата е основана во 2008 година во септември. Преминавме во бизнес инкубаторот во јуни 2009 година. Всушност сакавме да се преместиме во инкубаторот од самиот почеток, но поради некои проблеми кои што ги имавме, сите капацитети беа зафатени, моравме да почекаме за обнова. Поради тоа, можеби можевме да направиме повеќе напредок во тие 6 месеци доколку бевме претходно во инкубаторот, уште од почетокот. Но во моментот имаме 5 вработени со постојано време, работно време, инженери, ние сме една од најводечките компании во имавме 3 секции, 3 оддели на компанијата. Едната се справува со инженерски услуги, другата е изградба на бизнис решенија, тоа ќе го објаснам подоцна. Овозможуваме некои проекти и кои што се вика системи, паметни системи. Тоа се смартфон системи. Се обидувам да објаснам суштината на што се темели нашиот бизнис и на што се темелат нашите очекувања за успешност. Со исполнување на овие горе наведени цели, очекуваните ефекти биле с голем интерес за културата од сите народни и етнички групи широм светот.
и едни за други. С голем интерес за производите и на крајот, она што е нашата цел, с големена продажба на производите. Međutim, u tom periodu sam naišao i na par problema kada govorimo o inkubacionom centru. Jedan od problema je bio pristup rizičnom fondu. Dakle, aplicirao sam za neka sredstva koja su mi bila potrebna za razvijanje biznisa. Ja ne znam kako je to u drugim biznis centrima, inkubacionim centrima. U Tuzli je ta procedura malo komplikovana. Апелот во суштина се содржи во тоа што сите ние имаме сонови. Сите ние имаме некои идеи. Секој млад човек во распонот од 20 години до 31, 2, 3 години има некои идеи како да го заокружи својот живот. Апелот е во тоа да сите наши идеи ги одсонуваме. Производот капитал настана од како ја го одсонував сонот за капитал. Значи, вие морате да го одсонувате, значи да го имате во малите прсти, го имате во душата, да ве обземе. Значи, тогаш вие сте максимално посветени на проектот. Значи, не можете да зборувате за некаков проект, да бидете осврнати према кеш и да речете, видите, ја од дистанца сега сето тоа ќе го управувам, на крајот кешот ќе го соберам и ќе излезам од тоа. Значи, вие можете со тоа да направите пари, но тоа не значи дека сте направиле бизнис. Значи, многу пати во овој период додека берзата растеше и растеше, во Македонија јас велев, добро, вие играјте на берза, тоа не е бизнис. Вие можете да направите пари, но може и да не направите пари. Многу луѓе на берзата изгубија во последнава година. Играјќи си, тоа е за мене спортска кладилница. Тоа е джекпот. А сосема нешто друго е да работите бизнис. Во бизнисот не работите за кеш. Во бизнисот работите за вредности. Дигате, правите, значи создавате ситуација, можете да не земате ни плата, може да не земате ни профит, може да бидете у загуба, а да бидете среќни. Значи со таа работа сте посветени, сте во приказната, сте во филмот и така натаму. Токму и заради тоа успеа капитал во овие 10 години. Јас долго време се мачевме на пазарот со загуби и така натаму, се додека во еден момент сите трендови не покажаа дека успеат. Па да ви кажам право, мислам во секој бизнис е тешко, поготово бизнис кој што е развиен. Значи, јас маркетингот, односно да речеме маркетинг агенциите, го сметам за бизнис кој што може да се доразвива во одредени сегменти, меѓутоа до некаде е развиен и оформен и Македонија ја има онаа основа веќе одамна, значи не знам од 91 можеби до 95 година било тоа барање можда на тие финеси, меѓутоа од тогаш па натака имате развиени маркетинг агенции доволно квалитетни кои што си ја знаат работата и си ја работата на како што треба според сите светски стандарди. Така да генерално во такви бизниси кои што се доволно развиени доста е комплицирано да вие влезете како нов играч на пазарот и да направите разлика која што многу за некој кратко време ќе ве донесе можеби на некоја топ 5 листа. Меѓутоа, она што е битно е дека во зависност од тоа какви се целите, јас мислам дека треба да се поставуваат реални цели секогаш. Значи, има простор на пазарот да во одредени сегменти дури и во сегашниот момент доколку некој сака, значи да влезе во бизнисов, да може да најде сегмент кај што ќе може да почне да се развива и со тек на време ако работи квалитетно, односно ако ги исполнува целите кои што клиентите му ги задаваат, да си направи имидж, име и доволно добро портфолио за да нормално за едно 10-15 години може и биде значаен играч во полето. Така да мене лично, значи единствено да речеме како некоја назнака дека јас сум оној кој што би требало да се занимава во ова поле, ми дошло во моментот кога сум сватил дека навистина со она што го знам и она што го имам како искуство, можеби како знаење, сум доволно добар, односно сум
на некој начин во тој врв на луѓе кои што ја познаваат проблематиката и дека на тој начин можам да направам разлика во тоа што се работи. Значи, верувам дека секој може да направи одредена кампања, маркетиншка или промотивна и така натаму, меѓутоа сепак постојат разлики помеѓу една и друга промотивна кампања. Апсолутно можам да кажам дека самодовербата е примарна. Не можам да потенцирам колку многу е битна. Гледам и жал ми е навистина да има квалитетни млади луѓе, кога велам квалитетни, имаат во главата. Имаат идеја, многу се работливи и ја немаат самодовербата од причини што кој повеќе, кој помалку имал шанса да излезе надвор. Оној страф од споредба наша со надворешните од западните земји, особено младите, имаме чувство на помала успешност или чувство на, не знам, на немање самодоверба од икс причини. Мислам, тоа е друга тема, да не ја дискутираме сега, што во реалност не е вистина. Сум имала среќа да има можноста да се споредувам, да се educирам надвор, да сум во интернационални групи, настани, имам добивано први места, први награди, во интернационални средини сум била со најдобри просеци, со најдобри проекти и така натаму. Апсолутно е тука самодовербата и работливоста. Мора да се изработат саатите за да има резултат. Останатото, сега средствата, нормално почетните средства се тема без кој што без разлика колку добра идеја и самодоверба си има, нема ништо да испадне. Меѓутоа, затоа спомнав дека развојот на инкубаторот и останатите инфраструктурни, да речем, аспекти, проекти на тоа поддржување, кога викам инфраструктурни, мислам на поддржување на претприемаштвото во Македонија што сега се случуваат, напреднува севкупно, напреднува и се движи напред и нудат можности и за финансирање, и за наоѓање на канцеларија со многу подобри услови, и за наоѓање на тренинг. Треба да се сака и треба да се има самодоверба, енергија и работливост. И да се обстои на идејата и да се избутка, значи да пројдат месеци, да пројде година, два, не може веднаш да дојде успех, не може веднаш да дојде профит. Никој не се збогатил преку ноќ, којто што се збогатил преку ноќ ја изгубил богатството. Не се најбитни нели и парите, неопходни се за живот, да, на сите ни требаат, меѓутоа сатисфакцијата тој успех и придонес за себе, за околината, за фамилијата, за наследниците, да кажам сега да не навлакам премногу филозофски, е она една севкупна убава атмосфера која што на индивидуалецот го прават посрекна единка, кога тоа ќе го мултиплицираме на општествено ниво, не прави поквалитетно општество. За нас, за сите, нема зашто тоа да не го буткаме како идеја, отколку да чекаме некој од надвор да ни го донесе, и навистина ми е веќе здосадено странски консултанти да гледам. Убаво е, има знаење, се е тоа во ред, да не ме сватат погрешно, стварно имаме знаење, стварно имаме капацитети да го направиме како што треба, да не го работиме полунаправено, да го избуткаме како што треба. Мораме да кажеме веднаш, сопствениот бизнис не се само предности, него и обврски. Ако зборуваме за јавни предпријатија или јавна администрација, значи ставени сме во едни рамки каде што мора да ги почитуваме одредени правила, норми и така натаму и така натаму. Работно време и така. Сега ако не задоволува таа средина во која сме, тогаш окей. Ако нешто повеќе бараме или бараме некоја слобода, инвентивност, тогаш секако приватниот бизнис, меѓутоа носи големи обврски, големо бреме, тежина кои самите и никој друг мораме да си го понесеме. Мојата фирма се занимава со мобилен маркетинг. Значи Advert SMS беше прва компанија во Македонија пошироко што го воведе мобилниот маркетинг. Идејата ја добив баш на факултет, значи имавме некои предавања за мобилен маркетинг и јас сфатив дека всушност тоа го нема во Македонија и дека е многу добра можност што може да постои и да функционира. Колку е тешко во Македонија да се отпочне свој бизнес? Па, тоа е веќе прашање колку време можете да посветите, бидејќи во Македонија сигурно е тешко да се отпочне било што, но доколку сте упорни и континуирано вложувате време и труд во нешто, сигурно ќе вроди со плод. Почетокот на идејата на еден сајм, на еден базар, ги видов сите овие убавени за кои ќе кажам што е. Така ме импресионира идејата, јас разработував и размислував неколку години, така да конечно лани пристапив конкретно реализирање на ова.
Значи, за што се работи? Се работи за промоција, пласман и продажба на сите оние рачни ракотворби, копии од артефакти кои се од нашето поднебје, чија тема го искажува нашиот народ, нашата историја, нашата култура, обичаите, навиките народот. Значи, исклучува рачни ракотворби со тема од народното творештво. Едно големо богатство кое во моментот мислам дека недоволно познато, недоволно представено. Па ете една моја заложба и на тој план. Значи, понатак идејата е да се прошириме и да соработуваме со нормално со комшиите, Балканот и здравје понатак ќе видиме и за други чекори. Значи, за предприемач да се биде треба да имате постојано иновативни идеи. Значи, нешто што веќе го нема и да се држите до тоа што е може повеќе, бидејќи откако секој има своји идеи, но колку е човек спремен да ги реализира тие идеи, колку е човек спремен деноночно напорно да работи на тие идеи за да идеја да прерасне во бизнис. Тежината е една, искрено да кажам. Ако тачно знаеме што сакаме и се посветиме кон тоа и навистина ни лежи што би рекле, тогаш нема проблем. Апсолутно нема никакви проблеми. Едноставно сме посветени во работењето, ги вршиме сите оние нешта кои ни доаѓаат однатре од нас, онаа визија, оние идеи да ги реализираме. Секако дека се сретнуваме со голем број потешкоти, како објективни и субјективни и така натаму, меѓутоа што ми ја гледаме целта пред нас и веруваме во тоа, тогаш наистина нема проблем. Ако почнеме да наоѓаме кривци за нашите проблеми, тогаш подобро се откажеме тоа. Па, значи, мој официјален став е дека да не беше инкубаторот, мислам дека компанијата моја немаше веќе ни да постои, бидејќи на почетокот стварно имавме многу проблеми, кои што во моментот кога влеговме во инкубаторот веќе стартно ни се решија сите проблеми, зашто од една страна со консултантска помош, од друга страна со советодавна, од трета страна веќе со изнемување на простор и советодавното, значи ни ги реши сите проблеми стартно. Па помошта и проблемите се секаде околу нас. Конкретно за помошта, ако ја бараме, ќе ја добиеме. Значи, институциите се тука, тие се дел од државата, дел од работењето, ако ја побараме и уште еднаш ако ја бараме, и ако бидеме упорни, сигурно ќе ја добиеме. Едно од тие помошти е, нали, секако и јес инкубаторот, кој секако треба да се поздрави, нали, наистина скромно, меѓутоа искрено помага и нуди она што може да го понуди за започнување на еден бизнис со помали средства, да помогне од било кој аспект во текот на работењето. Дали промотивен, дали финансиски, дали организацијски, дали помош од одредена област и така натаму. Advert SMS беше една од компаниите што беше избрана за интернационална награда Глобален иноватор за 2009. Значи, од цел свет имаше околу 11 компании кои што беа прогласени за најиновативни за 2009. Сега, Advert SMS беше единствена од цела Европа и од Балканот. Сите други беа од Латина Америка, од Африка, бидејќи тоа се мали компании кои што работат на најиновативни можни начини. И како глобален иноватор за 2009 бев поканет во Бразил на 8-дневна конференција за иноваторство и предприемништво, каде што присуствуваа над 1000 луѓе од цел свет, каде што баш имавме можност добро да се вмрежиме, да направиме нетворкинг, каде што добивме контакти од цел свет, многу бизнис ангели, луѓе што се заинтересирани да инвестираат во добра идеја, така да тоа беше многу добро, позитивно искуство. Единствено, значи, ако зборам за бизнис, за профит и така натаму, погрешно би ги насочил, поготово младите, кои, нали, секојаш гледаат со оној сјајот и раскошот на бизнисот. Јас би рекол вака, да погледнат длабоко во себе, да се прочитаат, да се запознаат првин себе си, да видат што би можеле да работат, која работа, која дејност им работи, па откога ќе го откријат тоа во себе, тогаш многу полесно. Инаку, ако се препуштат на изазовите, на парите и на профитот, тогаш навистина тешко ќе биде.